Почитувани колеги, добар ден, поздрав до сите вас. Благодарам што и овој пат се одзвавте на поканата на четвртиот вебинар во рамките на регионалниот проект Влијанието на пандемијата врз функционирањето на безбедносниот систем, јавните политики и надворешните односи во услови на воредна и кризна состојба, што го организира Факултетот за безбедност Скопје, Универзитетот Свети Климент Охридски со поддршка на Фондацијата Конрад Аденауер од СР Германија. Денеска ќе говориме за јавните политики, за безбедноста и потребата од нивни промени во услови на постворедна состојба и подготовка на евентуални нови предизвици кои следуваат во наредниот период. Денешни наши соговорници од Србија ќе бидат колегата Стефан Сурлич од Факултетот за политички науки од Белградскиот универзитет, како и професорот Драган Џукановиќ, кој доаѓа од истоимениот универзитет и Факултет за политички науки. Колегата Јордан Божилов, председател на Софискиот безбедносен форум од Република Бугарија. Од Софискиот универзитет ќе говори професорката Татјана Дронзина, а од Македонија покрај мене, кој ќе го модерирам денешниот настан, ќе говори и професор доктор Трајан Гоцевски, член на Советот за национална безбедност на Република Северна Македонија, прв цивилен министер за одбрана на земјата од незината независност и многу пати вклучен во реформскиот процес на безбедносниот систем на земјата, но исто така и редовен професор во пензија на Филозофскиот факултет при Институтот за безбедност, одбрана и мир. Верувам дека и овој пат ќе ги отвориме доста интересни теми и прашања за тоа како треба во иднина да се одвиваат јавните политики и што треба да се промени во престојниот период. Факултетот за безбедност преку еден нивен посебен наш заеднички проект изработивме прелиминарни препораки кои се дадени во јавноста, каде што се наблюдуваше воредната состојба и верувам дека и преку еден посебен документ на анализа на состојбата во изминатите 3 месеци, преку овој проект ќе дадеме придонес значаен кон промените и подготовките кои ќе следуваат во промените на функционирањето на безбедносниот систем, надворешните односи и јавните политики. Го поканувам професорот Гоцевски да ни се приклучи и да го слушнеме неговото воведно излагање. Професоре Гоцевски, повелете. Ве молам, само микрофонот треба да се вклучи. На средината на екранот, долу треба вашиот микрофон да се вклучи. Не, се уште е исклучен микрофонот. Имаме технички. Еве кликнав. Дали е сега се оред? Добро, ви благодарам. Решивме техничките проблеми, провелете професоре. Најнапред честитки до Факултетот за безбедност при Универзитетот во Битола. Темата е многу интересна и таа не погодува сите, не само нас во Македонија. Таа е предизвик за секој безбедносен систем и затоа јас во моите 10 на 15 минути ќе сакам да кажам неколку општи работи и околу тоа како се снајдоа нашите членки на безбедносната заедница во овој период и на крајот накратко кои се моите мислења
визави препораките кои што вие ги дадовте нели пред јавноста, за да можеме да се подобриме сите, бидејќи ова криза во основа ја промени целата, да речем, општествена стварност. И сега, на почетокот сосема накратко, ние знаеме дека безбедносните системи се сложени системи, тие се така концепирани да можат да одговорат на бројни и сложени задачи во мирно време, но и во кризна состојба, воредна и воена состојба. Понатаму тој затоа и е креиран од многу субјекти, што пак ја усложнува нели неговата состојба при функционирањето, особено при координацијата, тој проблем го имаме сите. Понатаму сите имаме специфики. Република Македонија, како една од главните специфики за еден таков безбедносен систем, е тоа што во основа ние имаме систем на парламентарна демократија, но со зајакнати позиции на претседателот на државата. Оттука сега нашиот систем е така прилагоден да делува во една таква уставна позиција, а тоа значи дека предпочитувањето на членките, односно на безбедносна заедница, се врши на две нивоа и тука станува проблем околу тоа кој е главниот нели координатор на безбедносната заедница. За нас уште како специфика ќе го спомнам дека покрај надворешните извори на загрозување со кои се соочува секој безбедносен систем, има и внатрешни, кај нас тие се малку подспецифични, бидејќи ако земеме да го анализираме нашиот и политички систем, ако земеме да ја анализираме структурата на македонското општество, значи тоа наметнува и дополнителни внатрешни безбедносни ризици и предизвици кои јас стално ги спомнувам и постојано велам дека нашиот безбедносен систем треба посебно се подготвува за да може да ги пресретнува и на некој начин да елиминира таквите, да речем, ризици. И сега конкретно за воредната состојба, ние ја имавме скоро 100 дена, малку помалку од 100 дена. Во кризна состојба според мене е многу битно безбедносниот систем да има соодветна динамика, да ги следи безбедносните појави и ризици, многу брзо да дава проценки, да има проценки за однесување на таквите безбедносни ризици и многу брзо да донесе одлука прво околу раното предупредување, превенцијата, прогласувањето на разни состојби, воредна, воен и така натаму и справувањето со нив кој што е клучен, да речем, проблем. Ако се анализира, бидејќи учествува Совето за безбедност на Република Македонија пред сите одлуки на претседателот да воведе воредна состојба заседаваше, имаше многу широки анализи и во оваа пригода јас ќе си дадам малку една, да речам, задача да кажам отприлика како се снаоѓавме накратко, за да може да доеме потоа до препораките. Според моето убедување лично, бидејќи немаме официјален став за тоа прашање, надлежните државни органи на централно ниво просечно добро се снаоѓаа во следење на појавите, ги координираа состојбите, особено во првата половина од кризата, и соодветните мерки исто така во првото полувреме беа релативно добри, за да сега веќе во последно време имаме повторно влошување на состојбите. За разлика од централните власти, каде што оценката сепак е некаде многу добра, значи не е одлична, но е многу добра, на локално ниво имавме една чудна состојба, немаше комуникација помеѓу единиците на локалната власт во одредени региони кои што имааше скоро речи идентични безбедносни предизвици, предизвикани од корона кризата. Исто така имаше проблем и на релација, координација меѓу локалната и централната власт и често пати, бидејќи ние на Балканот многу сме споделени по разни основи, едната и по политичка основа, па и во услови на криза комуникацијата зависеше од тоа од која политичка провиненција се локалните власти, централните власти и така натаму. И тоа мислам дека во една кризна состојба не е добро и треба безбедносниот систем да го анализира и тоа да се надмине. И според една моја оценка која што ја имам за тоа, значи фактички на локално ниво комуникацијата беше прво нужна, второ службена или во одредени ситуации наметната, што исто така мислам дека не е во ред, треба таа да биде системски уредена и комуникација да биде системска, а не да биде од случај до случај.
И сега кај нас во нашата средина имаше доста дискусија околу воредната состојба. Ние сме во еден многу специфичен политички моментум. Имаме ситуација кога имаме криза, имаме собрание кое е распуштено и не функционира, формиравме преодна влада или техничка влада за спроведување на изборите. Значи, ако може да се каже, пол легитимитет имаше само председателот на Република Македонија и Советот за безбедност на Република Македонија. Другите институции беа на некој начин со ограничен капацитет или собранието воопшто не беше, да речем, во функција. И сега има многу нејасноти околу тоа, дека според нашиот устав воредна состојба може да прогласи собранието и тоа се смета дека е најдобро и да речем како варијанта. Второ, може да прогласи председател доколку собранието да речем не може да функционира или не може да направи заседание. И трето, може на предлог на 30 пратеници. Кај нас председателот има уставно и легитимно право, тој ја прогласи воредната состојба, ја продолжуваше неколку пати, но има една празнина која што остана, а именно председателот е должен по прогласувањето на 30-дневна воредна состојба, се вели во нашиот устав дека потоа тој целата документација дава на потврдување во собранието. Кај нас се случи една ситуација кога воредната состојба се два пати продолжуваше по 30 дена, два пати по 15 и последниот пат 7-8 дена. Сето тоа не е потврдено од собранието. И затоа тука сега, нели, во политичките кругови има различни дискусии, но јас сакам да кажам дека голема е празнината што оваа проблематика не е добро до крај прецизно уредена и што ние немаме закон за воредна состојба, па скоро рече сите работи кои што се донесуваат за време на кризата се повикуваме на законот за управување со кризи, со исто така, значи не се идентични таквите состојби. Уште неколку збора, да речеме, според мене во овој период немаше изработено однапред протоколи како одредени државни институции, вклучувајќи и безбедностна заедница, ќе се однесува по разни, да речем, безбедностни ризици. И тука имаме ситуација кога во текот на самата криза се изработува и донесува протоколи. Тоа се покаже како неефикасно, мора да се промени. Координацијата беше релативно добра, но ефикасноста на безбедносниот систем најдобро се покажа кај професионалниот дел на структурите, се додека и таму не почнаат да се вмешуваат одредени политички елементи. Значи, штом почне политиката се замешува во одредени работи, значи имавме осцилација околу преземањето на мерките за справување со кризата. Според моето убедување, во кризната состојба Советот за безбедност изигра една поприлично добра улога, бидејќи председателот на државата немаше друг легитимен орган на кој или тело на кој ќе се потпреше во донесувањето на својата одлука. И мислам дека кај нас празнина и во тој дел, бидејќи ние немаме закон и за Советот за национална безбедност, па според тоа неговото делување се потпира директно на уставот на член 86, а правниците добро знаат дека уставот, директната примена на уставот не е секој пат добра и дури не се ни препорачува. Од тука, значи, и тука треба после оваа ситуација, треба тоа да се разгледа, да се реши, бидејќи ако во една таква ситуација остане само една институција во државата која, да речем, легитимно може да донесува одлуки и околу воредната состојба и околу другите работи, мислам дека тоа не е здраво ни за демократскиот капацитет на државата, но и воопшто за состојбите, бидејќи се нам дека имаме злоупотреба, но сепак може да се направи. Одиме понатаму. Председателот на државата во услови на кризна состојба воспостави добра институционална соработка помеѓу сите државни органи и други институции, кој реагираше доста брзо, умешно, донесуваше соодветни одлуки и тој придонесе да се направат сите можни услови кризата да се канализира на еден соодветен начин, а пак во услови кога имавме, значи, законодавна извршна власт кој што има едното ограничени, да речем, овластувања, а другата беше, значи, распуштена. Уште една работа што е многу битно за македонското општество, што ја ценам како исклучително доблесна, и во услови на криза, председателот на Република Македонија, господин Петаровски, направи координација, или ако сакате уште повеќе
ги канализираше и политичките процеси помеѓу политичките партии околу изборите и ние за прв пат, после долги кризи со кои што се очувавме, имаме состојба кога процесот на договарање околу изборите се направи под покровителство на председателство и без учество на странскиот фактор. Тоа ми дава за право дека одиме кон една посозреана демократија која што му е потребна на секое општество. Неколку збора за владата, тие вложи исклучително, да речем, напори, некој пат сакајки, некој пат не сакајки, но сега се во ситуација да трпат критики, бидејќи знаете дека во услови на плурализам на мислење, во услови на повеќе политички субјекти, секој пат се бара поем повеќе на другата страна, за да може, да речеме, да се излезе пред граѓаните на изборите, бидејќи сме и сега во изборен процес. И затоа јас и на почетокот, кога почнаа да се воведува воредната состојба, зборував дека одлуките се многу сложени и за тие што ги донесуваат, а уште посложени се за тие што треба да ги спроведуваат, бидејќи добиваат овластувања кои се многу широки. Тоа често пати, ако не знаете да управувате со моите, може да ви предизвика повеќе главоболки и повеќе проблеми одошто некои бенефити. И уште една констатација во тој дел, именно кога станува збор за координацијата помеѓу државните структури, помеѓу членките на безбедносната заедница, Министерство здравство, МВР, Министерство за одбрана, полиција, армија, царини и така натаму, таа се одвиваше на дневни основи, даваше одредени оптимални резултати, но во синџирот на управување со кризата некои релевантни и значајни институции или членки на безбедносната заедница едноставно беа отсутни. И тоа се покажа во тој наш систем за безбедност како еден недостаток кој што понатаму треба да го тргнеме, затоа што ако сите даваат свој допринос, резултатите ќе бидат поголеми. Ако 2-3 институции се вклучени, како што беше максимално Министерството за здравство, Министерство за внатрешни и Министерството за одбрана преку армијата, а другите беа на некој начин посредно или ги немаше, значи тогаш ударот е само врз нив и тогаш и резултатите некој пат не се така добри. И сега на крајот околу препораките, бидејќи времето мислам дека е поограничено. Според резултатите од она што се постигна досега, 100 дена помина, една добра анализа која што Факултетот за безбедност и моите колеги професори начело со Маријан Ѓуровски тоа добро го прават, мора да заклучи дека имаме потреба од една концепцијска дебата, тоа е малку и филозофска дебата, а тоа е дали сега при заокружувањето од нашиот безбедносен систем скоро беше на реформи и уште тоа не се довршили некои работи, дали ќе одиме по принципот на интегриран безбедносен систем со една точка на раководење или и понатаму ќе одиме на овој парцијален приход. Тоа е едно прашање кое што мора да го решиме, за да понатаму имаме поефикасен и поконзистентен систем. Централната точка каде ќе се обединува и координира безбедносна заедница понатаму останува, да речем, недоречена. Имаме закон, но тој не е целосен, тој мора да се понатаму доработи. Понатаму околу обединувањето на ресурсите од секаков вид во државата, исто така во воредна состојба се покаже како систем кој има одредени недостатоци, бидејќи прво ресурсите не беа ниту правилно распоредени, ниту пак можеа некои институции кои што имаше потреба пред се од најелементарни заштити и други средства, на некои места да ги има, на некои да ги нема, и тука тешко се доаѓаше до една координација за да тоа се избалансира. Значи мора државата на ниво на држава тоа да го реши и тоа е исто предизвик за воеднина. И на покриењето на политика за национална безбедност треба исклучиво да биде ставена во функција на јавниот интерес и на државата и на нејзините граѓани, и тука не треба да има компромис, тоа треба да се направи, но за да се направат промените и да се дојде до еден таков консензус, мислам дека на национално ниво треба да организираме една поширока дебата со сите релевантни носители на државни функции, тоа веројатно се случи после изборите, каде што треба да ги отвориме сите тие прашања и ако се постигне
надпартиски или национален консенсус, понатаму работите ќе одат поедноставно и тогаш нам не е потребно да се интервенира во Уставот, бидејќи Уставот сега дава основа, но многу работи исто стојат за ова што зборував околу интегрираниот модел на безбедносен систем, околу координацијата на безбедносната заедница, кој ќе ја координира, дали тоа ќе биде при владата или кај председателот на државата, което мислење беше дека тоа треба да иде. Искуствата се многу интересни кај земјите со парламентарна демократија, тоа е при владата, таму има човек кој е подпредседател на влада, кој многу во јавноста не се експонира, но тој е врвниот човек од безбедносните структури кој што работил 30-40 години на таа проблематика и во основа тоа е тој кој ја координира безбедносната заедница. Иначе вака како ние што го имаме сега е поприлично проблематично. За да тоа го решиме, значи треба да се оди исклучиво кон донесување на еден закон за интегрална безбедност, а после него потребно е да се, да речам, до усогласат другите закони за одбрана, за внатрешни работи, за Агенција за национална безбедност и така натаму, за ОТА, за ЦУК, имам повеќе такви, да речем, институции кои што не сакам сега да ве замарам, но исто така во овој процес мора да се решат и на некои други работи, а тоа е местото и улогата на правосудниот систем, на царината и на некои други институции кои што вака гледано не се како дел од безбедносната заедница, меѓутоа и во нормална состојба, но особено во воена состојба играат многу клучна улога и тие мора да бидат прецизно да им бидат утврдените нивните права, должности, обврски и тие мора да постапуваат во воена состојба, значи според нив. Инаку сега тие на некој начин делуваат како посебни над кои нема влијание и не треба да има ни една власт, меѓутоа во воена состојба тоа не може така, бидејќи видовме дека при реализацијата на мерките кои што се донесуваат од централните штабови, од владата, во спроведувањето тие не можат без таквите учеството на овие институции. Има и повеќе работи за кои што можам да зборувам за овие сите институции што има потреба. Например, само едно ќе кажам дека ние сега во двете носечки министерства или двете членки носечки на безбедносната заедница или трите, ако е плюс Агенцијата за разузнавање, таа е сега предпочинета кај председателот, но другите две се во владата. Министерството за одбрана со излегувањето на делот на цивилната одбрана надвор од Министерството за одбрана се ствара една многу комплицирана работа, бидејќи новосоздадените институции, како што е Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување на кризи и така натаму, немаат таков државен капацитет и авторитет да можат да ангажираат ресурси од поголема вредност, од поголем обем во услови на поголеми елементарни непогоди, еве во услови на пандемија и така натаму. Значи тоа мора се размисли како натаму ќе се оди. Моето мислење е дека до работен модел во кој што оваа структура, ние знаеме дека во некои држави тоа е при Министерството за внатрешни и тоа не би било, да речам, ова или при Министерството за одбрана, но некаде мора да биде или пак директно под владата, каде што владата ќе се јавува како побарувач на одредени ресурси, за да може целата работа да биде. Додека пак во внатрешни сега со излегувањето на управата за државна безбедност, со излегувањето на петата управа и така натаму, мислам дека сега МВР е некако исто така, ние плашејќи се самите од себе, гледаме моќ некаде, иако тоа го водат државни луѓе, државни функционери од највисок ранг, да не се злоупотреби моќ и така натаму, но сега кога ќе се расцепи на повеќе места, ресурсите човечки, поготово и материјално-технички, кои ќе ги разместите сега на неколку други места, знаете дека во економијата има едно правило, дека една сума на пари вложена на едно место дава еден ефект. Тие пари, ако ги распределите на 10 проекти и инвестирате на 10 места, од нив може да се случи да нема никаков ефект, а може дури и да ги изгубите и парите од инвестицијата. Значи, мораме да размислиме на тие клучни работи и според мене имам препораки за 3-4 работи. Прво, мора да оди професионализацијата, тоа е неминовно на безбедносна заедница, мора да се тргнат рацете од безбедносна заедница од политизација, мора да имаме процес на департизација
мора да имаме процес на декомерциализација на службите, кое што во минатото, иако јавноста многу не знае, но го имаме и тоа, и да имаме конзистентност и пропорционалност во развојот на системот за национална безбедност на долга основа, за да не имаме диспропорции во тој дел. И професор Маријан, ако дозволува времето, сосема накратко, јас кога помина 60 дена, значи првото полувреме отворената состојба, направив една моја мини анкета на 45 луѓе, професори, правници, доктори и така натаму, и само да ви кажам, зборувам над половината од кризата, кога поминаа првите 60 дена. Значи, на прашањето дали требаше или не требаше, 88% велеа да. Од луѓето со кои јас разговарав, а тоа се значи луѓе кои што се носители на така прилично добри позиции во општеството. Дали треба да продолжи воредната состојба? 35% да, но од 10 до 15 дена не 65%. Значи, зборувам за првите 60 дена. Каква е перцепцијата за улога на председателот на државата во справувањето со кризата и носењето на мерките? 87% мислат дека е позитивно за него, 13% мислат дека ствара негативна перцепција кај јавноста заради преземањето на мерките кои што можеби некои други треба да ги носат. Понатаму, многу интересно е за собранието. Значи, тоа се дали само одлучи да се самораспушти и повторно да не заседава, 13% мислат да, други одлучија, 80% од граѓаните мислеа дека за таквата позиција на собранието одлучуваат други, а 85% мислат дека тоа е по директен налог на партиите, на политичките партии. Што е интересно заради една друга ситуација. Ке владата е многу интересно, дека 49% мислат дека воредниот мерките што ги носи владата за надминување на воредната состојба, за неа позитивно се 49%, негативно 51%. Значи, кон владата има поприлично така понатаму. На чие конто одат мерките кои што ги презема владата? Значи, да, позитивно 70% одат на партиите, а 30% остануваат само како мерки кои што ги носи владата како орган. Значи и тука исто така има интересна работа. За здравството во тој период имаше многу висок процент, 82% дека добро ги работи, 18% мислат не. И со ова ќе завршам. Барав од 1 до 5 како овие луѓе оценуваат како се води грижа во државата во услови на воредна состојба, коронавирусот, карантини и така натаму, од 1 до 5. Оценката е дека за граѓаните тројка, за економијата единица, за пензионерите 4, за земјоделците 5, за верските заедници 5 и за работниците 4. Че тоа е перцепцијата на овие 44 интелектуалци со кои сум разговарал и направив една мини анкета. Ви благодарам, почитувам професоре, за ова ваше воведно излагање. Има заинтересирани студенти и професори за прашање, меѓу нив колегата Моцановски, Спиридоновски, но предлагам дискусијата да ја водиме на крајот по целокупните излагања. Ќе ги имаме во предвид овие прашања, но се разбира може да се вклучат на крајот и колегите. Сега да видиме каква е состојбата во Бугарија. Колешката Татјана Дронзина ќе ни даде својата презентација во однос на потребата од промени на јавните политики за безбедноста како земја членка на НАТО и Европската унија. Колешке Дронзина, повелете. Уважаеми колеги, добър ден на всички. Поздрави от София. Радвам се, че всички сте живи и здрави. И отново можем да се видим на този вебинар, устроен с помощта на Фондация Конрад Аденауер. Бих желала да направя няколко предварителни оговорки, като кажа, че ако погледнем на макроравнище в един генерален план, COVID-19 представлява или по-скоро заплашва нашите системи за сигурност по няколко начина. Първият начин, по който ни заплашва, това е, че
тества системите, в които ние до този момент сме живяли. Тества ефективността на тези системи. Това е системата на здравеопазването, на образованието, на социалното осигуряване, бизнеса, гражданското общество. Не всички системи издържат този тест. На второ място, COVID заплашва нашата сигурност, тъй като трансформира водещите принципи, които досега са ни давали базата да оценяваме какво представлява нормалното и какво представлява отклонение от нормалното. На трето място, като имаме предвид глобалните ефекти на коронавируса, той заплашва нашата сигурност с това, че променя правилата на играта и с това влияе по един коренен начин върху нашия начин на живот. На следващо, четвърто място, бих искала да споделя или по-скоро да посоча това, че пандемията ни заставя да се адаптираме бързо и да се възползваме от различни системи, от различни по-скоро стратегии и реалности, а когато сме поставени пред необходимостта да се адаптираме толкова бързо към тях, винаги съществува един процес на несигурност и на възможност за загуба на контрол. И най-сетне петия глобален начин, по който променя коронавирус нашите представи за сигурност, е свързан с това, че той трансформира механизмите на вземане на решения на национално и на международно равнище. Генералният секретар на Обединените нации господин Гутереш посочи няколко или по-точно 8 начина, по които коронавируса влияе върху глобалната сигурност. Първият начин е неговото въздействие върху зоните, които са засегнати от конфликта. Няма да изброявам подробно тук такива зони, ще спомена само обстоятелствата, че тъй като аз се занимавам с изследване на радикализацията и тероризма, отблизко следя как стои въпросът за разпространението на COVID-19 в лагерите на територията на Сирия, където са затворени или по-скоро въдворени близките на жените и децата по-скоро на чуждестранни бойци. Сред тези чуждестранни бойци има бойци от Западните Балкани, има жени и деца на бойци от Западните Балкани, има хора, които са свързани с нашия регион. На второ място господин Гутереш изтъква, че коронавируса разкрива простор за действие на воинстващи групи, които виждат възможност за стачки и улични протести, като по този начин нарушават социалната стабилност на страните, в които се състояват или в които имат място. На трето място той посочва потенциалната опасност от биологична атака, която сега като че ли изглежда по-лесна от всякога. На следващо, четвърто място е посочил ерозия на доверието в публичните институции и именно тази четвърта точка в неговото изказване, мисля аз, има непосредствено отношение към нашия дебат днес. На следващо място е посочена икономическата нестабилност като заплаха за сигурността. На шесто място е поставено политическото напрежение от отлагане на избори, тъй като изборите представляват голями концентрации на хора, а при голями концентрации на хора, както видяхме, за съжаление и в България, за съжаление и в другите страни от съседните ни, винаги има опасност от повишаване на случаите на COVID. И най-сетне, на седмо място, т.е. не най-сетне, ами на предпоследно място, е поставена несигурността, предизвикана от по-нататъчното разделение
и сътресение в някои държави. COVID прокарва дълбоки разделителни линии в нашите общества, които ще заплашват още дълги години нашата социална кохезия, солидарност и сцепление. И най-сетне на 8 място, COVID-19 предизвиква или изостря различни предизвикателства пред правата на човека. Аз ще започна с това, или по-скоро ще добавя това, че COVID предизвиква първото право на човека, това е правото на човека на живот, тъй като с непознатия си характер той води до много жертви, които не сме и предполагали преди година, че можем да дадем. В същото време Международната кризисна група, добре известния мозъчен тръст ICG, визира 7 заплахи за сигурността, които заплахи в известна степен се припокриват с заплахите, формулирани от господин Гутереш, но в същото време имат и някои нови аспекти. На първо място ICG поставя уязвимостта на населенията, които са засегнати от конфликти. Това означава, че са засегнати не само конфликтните зони, но и тези населения, които са коренно от тях, но са извън тях. Имам предвид бежанските потоци, които са голям проблем за нашите страни или имам предвид за нашия регион, за Европа. На второ място ICG поставя вредата, която COVID-19 може да нанесе на международното управление на кризи и механизмите за разрешаване на конфликти. На трето място е поставен рискът от нарушаване или дори от разрушаване на социалния ред. На четвърто място е поставена заплахата от политическо експлоатиране на кризата или казано по-просто от нейното политизиране в името на партийни интереси. На пето място е поставена заплахата от промяна и дълбока трансформация на отношенията между най-големите международни актьори, които ние наричаме велики сили. И както виждате, ние до този момент продължаваме да сме свидетели на това, че въпреки сведенията, които имаме, президентът Тръмп продължава да твърди, че коронавируса може би има изкуствен произход и този изкуствен произход е свързан именно с намеренията на Китай за всеобщо господство. Може ли да е така? Може и така да е, но ние нямаме доказателства. Докато нямаме доказателства, всичко това ще остане едно безпочвено обвинение, което за сега трови международните отношения и, както виждате, ги поставя в една изключително напрегната ситуация. Международната кризисна група, разбира се, ни казва, че има и възможности, които могат да бъдат експлоатирани, които коронавирус ни разкрива. И аз съм напълно съгласна с това и съм съгласна, че ние трябва да се възползваме от тези възможности. И също така, на седмо място, ни е казано, че коронавирус представлява потенциална заплаха за кризисното смекчаване на мерките. Ако бъдем по-конкретни на позициите на нашите общества, може би трябва да кажем или да подчертаем, че в по-конкретизиран вид тези заплахи могат да изглеждат последния начин. Така, например, Световната банка предупреди, че само за една година цените на храните по света се повишили с 33%. Ще избегнат ли нашите страни това повишение? Дълбоко се съмнявам. От времето, когато ние се интегрирахме в международния пазар, ние зависим от трендовете в световната икономика и няма как да останем в периферията, както на добрите, така и на лошите тенденции. От друга страна, също Световната банка предупреди, че милиони хора са заплашени от глад. Ще ни подмине ли това бедствие? Дай Боже! Поне в България се твърди, че за следващите 2 години този проблем няма да се изправи пред нас.
В същото време обаче е казано, че са заплашени развиващите се страни, където храната е изключително ограничен ресурс и тези развиващи се страни могат отново да станат източник при масов глад, могат да станат източник на миграционни потоци, които, както знаете, доведаха веднъж Европа до криза вече през 2015-2016 година. Отново на база на същите прогнози се твърди, че 49 милиона души през тази година ще обеднеят в резултат на коронавируса. Освен това, имаме предупреждение, че пандемията ще наруши и представлява заплаха за световния мир и сигурност, тъй като тя ще доведе до повишаване на социалното напрежение и социалното неравенство, което ще доведе до съкращаване на нивата на консумация, която вероятно ще минира нашите усилия в много голяма степен да се справим с коронавируса, тъй като ще увеличи усилията на управляващите в това направление. В същото време коронавирусът получава и представлява голяма заплаха за системите за социална сигурност, тъй като системите за социална сигурност пряко зависят от събираемостта на данъците и от успехите на бизнеса. За голямо съжаление, ние тази година можем да очакваме не особено успешно икономическо развитие. Имаме и прогнозите вече това на Световната банка и Международния валутен фонд, което означава, че социалните програми и системата за социално осигуряване не задължително някъде ще се задъхат и може би ще доведат до отмяна на една част от услугите, която до този момент ние сме свикнали да имаме. Коронавируса поставя също така под съмнение и киберсигурността, тъй като ще дам един обикновен пример, например с банковата сигурност. Напоследък мнозина се оплакват от това, че са получили фалшиви имейли от банката, с която работят, в която ги молят да потвърдят личната си банкова информация и по такъв начин тази банкова информация става достояние на трети лица, които, разбира се, са готови да злоупотребят с нея. В същото време факта, че много от нас минават или по-скоро не минават, по-скоро се преустройват на хоум офис, говори, че фалшификаторите и заплашващите сигурността, киберсигурността имат ново поле на действие, тъй като нашите домашни компютри обикновено са много по-зле обезпечени, отколкото са обезпечени тези, с които ние работим на работата си. При това положение, ако ние сведем цялата тази работа на национално равнище, е редно да си дадем въпроса: какво да правим? Да отхлабваме ли мерките в името на икономиката или обратно да затягаме мерките в името на съхранението на човешкия живот? Веднага ще кажа, че няма общо прият отговор, защото ние имаме пред очите си примера на една Швеция, която заложи на стадния имунитет и в същото време след това отчете като грешка обстоятелството на подобно залагане, защото то струваше много голям брой човешки животи. И Норвегия, която е нейна съседна държава, която е също скандинавска страна, вярно не е член на Европейски съюз, която и до този момент не е отворила границите си. Тя продължава да бъде най-затворената страна в Европа и там нито можеш да влезеш, нито можеш да излезеш. Имаме примера на Нова Зеландия, където 7 седмици имаше зверски мерки. Просто зверски мерки, които бяха свързани буквално с забрана на излизане от жилището. Но в момента Нова Зеландия отчита нулев ръст на коронавирус, а нейната лидерка и министър-председател се окачествява като една от най-добрите, или нека го кажем така, най-ефективните лидери. Имаме и примера на Бразилия, където беше отречен коронавируса. За голямо съжаление, както беше отречен, така и той се разпространи. Имаме примера на САЩ, за голямо съжаление, където отново развитието на икономиката беше поставено над човешкия живот.
въпреки че аз не се наемам да кажа кое от двете е по-добро. Дали да действаме така, че икономиката да се оживи, или да действаме така, че да запазим повече човешки животи. Как стоят нещата в България? Аз ви бях приготвила тук различни схеми, за да видите какво е положението в нашата страна през последно време, но няма да губим времето си с тях. Искам само да очертая няколко проблема, които се очертаха или които се представиха като сериозна заплаха за националната сигурност в България. Най-напред това е обстоятелството, че българското правителство до голяма степен отстъпва на натиска на бизнеса и отмени мерките, които бяха ни направили петата отзад напред обаче страна, т.е. които бяха гарантирали нашето добро положение. За голямо съжаление това не доведе до очаквано оживяване, тъй като туристическия бизнес, който в момента е най-належащия в България, се ръководи не от това какво ние обявяваме като разслабване на мерките, а се ръководи от собственици наблюдения за това какво се случва в нашата страна. От тази гледна точка, може би е по-добре ние да имаме една по-рестриктивна политика, но с по-голяма сигурност, кой може да кажем. От друга страна, ми се иска да подчертая, че в същото време една система като образованието извлече много ползи от електронното обучение, към което ни принуди ковируса. Вие ще поставите въпроса защо го свързвам с националната сигурност. Ами свързвам го, защото няма нищо по-страшно от това в резултат на дистанционното обучение да израсне едно неграмотно поколение. В България има и такива, които го твърдят. Аз не съм от тях. Аз лично смятам, че на електронното обучение има маса ресурси и до голяма степен българското образование успя да ги овладее. Така че, мисля, че образованието ни тук показа как в резултат на коронавируса ние можем да се трансформираме така, че не само да повишим човешката сигурност, но в непосредствен план, но и да помислим, че след 10-15 години ние ще имаме този кадрови потенциал, който ни трябва, който няма да бъде съсипан от коронавирус и от дистанционното обучение. Нещо повече, който ще бъде формиран така, че той да може да отговаря на изискваните, които ще бъдат предявявани към него. В същото време, що се отнася до обща икономическа ситуация, Кристалина Георгиева, която, както вие знаете, българка по народност, заяви, че икономическата криза ще бъде дълбока, но кратка. Що се отнася до България, тя ще бъде дълбока, но кратка, само ако коронавируса ни накара да трансформираме нашите общества, нашите администрация и нашата индустрия и бизнес така, че те да излязат по-ефективни. Ще ми позволите да дам такъв аналог с петролната криза през 70-те години, която удари еднакво и така наречения капиталистически лагер и така наречения социалистически лагер, но капиталистическия лагер излезе много по-подготвен и много по-ефективен след тази криза, защото се трансформира. Ние обаче не се трансформирахме. И това ни доведе до кризата, до която в последствие преживяхме. Може да привършуваме с заключването? Привършваме, да. Привършвам, за да кажа, че последното, което искам да кажа, това е въпроса за електронните медии. Електронните медии, които и публичните политики, които се влияят до голяма степен от електронните медии. Много е трудно под натиска на електронните медии да се взимат последователни решения от страна на политическия елит. И завършвам, като казвам, че отново се връщаме към старата мисъл на Аристотел, която ни казва, че доброто управление е онова управление, което идва не от управляващите, а от гражданите, които желаят да бъдат управлявани. Ако ние нямаме политически елити, на които да се доверяваме, и граждани, които желаят да бъдат управлявани от тях, борбата ни с коронавируса ще бъде много трудна. Благодаря ви.
Ви благодарам, професор Дронзина, за вашето излагање инспиративно и нагласената потреба дека треба да се менуваме, вклучително и политиките, и генерално и институциите и нивното делување, но и во меѓународните организации. Ќе останем уште малце во Софија со колегата Јордан Божилов, председател на Софија безбедносниот форум, кој од блиску ги следи прашањата за безбедноста и пандемијата, каде во суштина овие сигурносни, безбедносни системи треба да се менуваат во престојниот период. Поздрав, колега Јордан. Поздрави от София и от мене. Благодаря, Мариан, за поканата. Много е важно да обменяме изкуство по тези важни въпроси, защото тази криза, която наблюдаваме, тя е глобална, тя е комплексна, както каза и моята колега професор Дронзина, тя обхваща всички системи. Тази криза не е медицинска, тя е и социална, но и криза на сигурността. Така че е много важно ние да имаме един добър анализ, да се получим от грешките, за да бъдем по-добри в справянето както с тази криза, така и с други, които ще има. Аз не се съмнявам, че ще има кризи и в бъдеще. Според мен тази криза показа нещо много важно, че тя първо е дългосрочна. Ние не знаем кога ще свърши, това зависи до голяма степен от медицинските фактори, но нейните последици ще бъдат много дългосрочни. Оптимистичният вариант за възстановяване на европейската икономика е, че това ще стане в края на 2021 година. Песимистичният вариант е, че това ще стане през 2023-2024. Значи ние тогава може да се върнем към нивата от преди кризата, което ще има последици отново за много сфери. Моята теза е, че кризата с COVID-19 има измерения на няколко нива. Това е първо индивидуалното ниво. След това е нивото на отделната държава, после нивото на регионалните организации и четвърто, тя ще има влияние върху системата на международните отношения. На индивидуално ниво всички ние го усещаме как е, виждаме, че има много сериозен страх в хората. Това ще се отрази върху индивидуалните отношения, това ще се отрази върху психиката на отделния човек. Това ще има отражение, ако искате, и върху такива сектори като туризъм, защото много от хората просто ще са притеснени, ще се страхуват да пътуват. Второто ниво, за което искам да се спра сега накратко и в края на моето изложение малко повече, това е държавата, защото тя стана в центъра на справяне с пандемията. Това, което ние виждаме, е, че държавите не бяха готови. Нямаше готовност да се работи, да се справят с кризата. И основната мерка, която беше предприета, това е изолацията или containment, или затваряне на границите, локдаун, както му казваме. И поради тази причина системите за сигурност излязаха на преден план. Те станаха първи, едва ли не водещи в справяне с кризата. Не толкова медицинския подход, колкото подхода на държавата за налагане на определени мерки. Това, което ние видяхме, че държавите не бяха готови. И аз съм солидарен с това, което професор Гоцевски каза, че ние трябва да имаме система на превенция. Това е подготовка, това е подготовка на хора, които да управляват на кризи, това е подготовка на държава, това е създаване на запаси и ние трябва да преосмислим нашата система на превенция при подобни кризисни ситуации. Второ, държавите не можаха да създадат организация. Имаше проба-грешка. Едно решение се взима, след няколко часа се отменя, защото не работи. Или пък има обратен ефект. В България, например, имаме закон за управление при кризи, за действие при кризи, който казва, че при криза трябва управлението да е от централен орган, централен щаб, но в
този случай се създаде един медицински щаб, който на практика замести до голяма степен държавното управление. По този начин щаба налагаше определени мерки, без да отчита влиянието във всички сфери, и социална, и икономическа. Това е според мен една много груба грешка. Ние видяхме, че в различни държави мерките за изолация или контейнмент се прилагаха по различен начин. В някои държави основно полиция, но в някои беше използвана и армията. Ето, колегите от Сърбия могат повече да говорят за това. Понятно е защо армията беше прилагана, защото системата на Министерството на вътрешните работи нямаше този ресурс. В България обаче започна една дискусия в парламента за ролята на армията. Аз съм сигурен, че подобни дискусии не трябва да се водят по време на криза, те трябва да се водят в ситуация, когато е спокойна обстановката, при добър анализ. И чак тогава може да се вземе решение за това каква да бъде ролята на армията в случаи на невоенни конфликти, какво законодателство, какви закони и правила трябва да има и какви способности трябва да има армията за действие при невоенни кризи. Тоест, това е нещо, което мисля стои пред много държави. Ние имаме и един много сериозен дебат да проведем, и аз мисля, че и професор Котевски го каза, това е за единната система за сигурност, комплексната система за сигурност. Как да обединим всички структури в една обща цел. Надявам се този дебат, след като излезем от непосредствената криза, да продължи. На следващо място, нека да кажа за регионалните организации. България като член на НАТО и на Европейския съюз има голям интерес от анализа на това. Колегите от Македония, предполагам, също вече се водят такива анализи. Знаете, съвсем наскоро беше започнат тъй наречения Reflection Process в НАТО, който цели да се анализира ролята на НАТО в цялостната комплексна ситуация за безбедност, но включително и за ролята на НАТО в справяне с ситуации и кризи като COVID-19. По същия начин Европейския съюз провежда анализ. Това обаче, което може да кажем, че и двете организации не бяха подготвени. Това беше очевидно. Много държави членки на НАТО и на Европейския съюз обвиниха организациите, обвиниха НАТО и Европейския съюз, че не се справят и не помагат. И тук ние виждаме една сериозна ерозия в доверието в НАТО и в Европейския съюз от страните членки. Според мен много е важно да се изясни ролята на тези две организации и оттам да се съответно вземат решения и мерки как те да действат и как да подпомагат държавите в време на криза. На следващо място, COVID-19 ще има последици върху системата на международните отношения и на международната сигурност. Това, което видяхме, че Световната здравна организация не можа да обедини усилията на държавите. От своя страна Съединените щати излязаха от тази организация и засилиха своя изолационизъм. Това, според мен, още повече ще затвърди политиката на недоверие на Съединените щати в международните институции и отдръпването на Съединените щати от международните институции. Съединените щати не можаха, не станаха лидер в справяне с кризата COVID-19. И за мен това е една много голяма грешка, тъй като бяха оставени възможности за действие на други фактори и най-вече за дезинформация. Аз мисля, че
За съжаление, още веднъж ще кажа, недоверието на Съединените щати в международните институции, имам предвид ръководството на президента Тръмп и на администрацията в международните институции, ще засили желанието на Съединените щати да действат самостоятелно в решаване на международни проблеми. Друг интересен случай е Китай. Ние видяхме ролята на Китай, въпреки че кризата започна от Китай. Правителството, ръководството на Китайската народна република се опита да се покаже като световен лидер в справяне с тази криза. До голяма степен това беше направено и чрез политически пиар, и чрез дезинформация. Но говорейки за политически пиар и за дезинформация, по-скоро бих казал, че Русия се намеси в тази, опита се да влезе в тази ниша. Нещо много важно за света, който трябва да направи извод, е за зависимостта от Китай. От китайски стоки най-вече. И аз очаквам да има една доста сериозна преоценка на ролята на Китай в и международния бизнес, и международните отношения. Отново ще кажа, за съжаление, Европейският съюз също не успя да намери правилното място и роля в справяне с кризата. Ние сега разчитаме всички, че икономическото възстановяване от кризата основно ще се опира на усилията на Европейския съюз. Предстои да видим доколко ще бъде успешно това. За да вървя към заключение, ще кажа, че кризата създаде едни нови реалности, но тя затвърди и тенденции, които и преди съществуваха и в международните отношения, в сигурността, в икономиката. Няколко неща като извод, които искам да направя. Първото е, че всички ние трябва да направим един много добър анализ на това какво стана, какви мерки приехме, как се справяме, тъй наречен lessons learned. Анализ на дейността на всички структури и на национално, и на регионално ниво. Без този анализ ние, за съжаление, няма да може да направим до предложения за решения, които да ни направят по-добри в бъдеще. В България в момента се провежда тъй наречения Strategic Defense and Security Review, преглед на безбедността и отбраната, който беше започнат преди кризата още, но ще бъдат включени и изводите, опита, изкуството от това, което беше направено по време на криза. Трябва да обърнем много добро внимание на взаимодействието на армия, полиция и други органи. Този първоначален хаос, който имахме, трябва да бъде избегнат при бъдещи кризи. Естествено, предварителна подготовка, създаване на запаси и създаване на система за действие при кризи. Нещо важно, което искам да подчертая, в България има голямо циганско малцинство, цигани или роми. Голяма част от тях живеят в такива затворени общности. Мерките, които се прилагаха там, пак мерките на сдържане на контейнмент, се възприеха от тези хора като мерки насочени срещу тяхното малцинство, срещу обществото. Това създаде етническо напрежение. И тук до голяма степен може би е проблем на комуникацията. И пак ще се върна към професор Гоцевски, който спомена за комуникация. Как ние комуникираме подобни ситуации с хората, с обществото. Изключително важно. Български опит показа, че все още имаме сериозни пропуски. В бъдеще очаквам да има все повече системи, които няма да изискват хора. Те ще бъдат технически системи, изкуствен интелект,
нови технологии. Това ще се отрази на всички сфери, включително и на сферата на безбедност. Много е важно да имаме доверие на хората към това, което се предприема като мерки. Защото в много случаи ние, за съжаление, може би това е една балканска черта, но ние имаме недоверие към това, което казват и правят институциите. И тук е много ключово това. Дали едни мерки се спазват доброволно от хората или трябва да се налагат. И аз мисля, че тук имаме още много да работим. Много е важно да се укрепи разузнаването и тъй наречения strategic foresight, стратегическо предвиждане, какво може да излезе от една или друга ситуация, за да се вземат предварителни превентивни мерки. Имаме още много да наваксваме в тази сфера. И ще завърша с това, че когато говорим за изводите от COVID, ние трябва да гледаме на всички нива. На личностно ниво, държава, регионална организация и цялата международна общност, тъй като тази криза е много комплексна, в противен случай ние ще имаме пропуски, дефицити в нашия анализ. Още веднъж благодаря за поканата и за възможността за участие в тази интересна дискусия. Ви благодарам, колега, за вашите повеќе аспекти искажување, особено за тоа како Европската унија и НАТО пристапија и искуствата и погледот од Софија на целокупната криза и каде во суштина треба во делот особено на превенцијата и на раното предупредување, особено да внимаваме и да работиме за да не бидеме повторно изненадени како многу современи демократи. Како е состојбата во Белград по одржувањето на изборите? Дали ќе следуваат нови рестриктивни мерки? Како сега се прилагодува системот, односно влијанието на пандемијата со новите секојдневни текови? Го очекувам вклучувањето на колегата Драган Џукановиќ. Драгане, поздрав. Микрофонот те молам. Izvinjavam se, evo sad se čujemo. Dobar dan svima. Hvala još jednom za poziv i Fondaciji Konrad Adenauer i Fakultetu za bezbednost koji organizuju ovu vrstu web seminara koji su veoma zanimljivi i uvek aktuelni. Evo, Srbija je u nedelju završila izbore, dakle izbore za parlament i lokalne izbore i kao i izbore za organe, odnosno Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine i manje više situacija je sasvim očekivana, dakle desilo se ono što se i pretpostavilo, što su pokazivala istraživanja javnog mnjenja. Vladajuća Srpska napredna stranka je faktički uspela da osvoji više od 2/3 poslaničkih mesta u Skupštini Srbije i gotovo da osvoji sa izuzetkom 2 ili 3 opštine, još se ne zna, vlast u čitavoj zemlji. Sa druge strane, čim su izbori prošli, krenula je naravno ponovno priča o povećanju broja zaraženih od COVID-19 i po svemu sudeći spremaju se nekakve mere koje će biti nešto restriktivnije nego u ovom predizbornom periodu. Vidimo da i u ostatku regiona se spremaju izbori, u Hrvatskoj vrlo brzo i u Severnoj Makedoniji, tako da će verovatno ovaj sličan scenarij kada je u pitanju predpripremne radnje, a vezano za COVID, biti sličan i u ovim Srbiji susednim državama, dakle u Severnoj Makedoniji i u Hrvatskoj. Ono što jeste veoma indikativno da se Srbija opet, evo, zahvaljujući ovom što se juče desilo, to je najavljena optužnica protiv kosovskih čelnika, pre svega kosovskog predsjednika Tačija i predsjednika Demokratske partije Kosova Veseljija, na neki način odgodila izglede da dođe do nastavka dijaloga između Beograda i Prištine i na taj način samo produžila jednu agoniju koja traje već gotovo 12 godina od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008.
godine. Inače, Srbija ima, to sam htio da napomenem, 170 različitih strategija, uključujući naravno i strategiju nacionalne odbrane i nacionalne bezbednosti, ali ono što ona nema unutrašnji konsenzus po pojedinim pitanjima. Dakle, zbog toga su i ti dokumenti koje je Srbija usvajala, kada su u pitanju različite strategije, veoma različiti, međusobno neusaglašeni i na neki način prave dakle, probleme prilikom implementacije. Ono što je recimo posebno bitno, a kada je u pitanju strategija nacionalne bezbednosti, taj dokument je prilično i unutar sebe neusaglašen. Dakle, kada je u pitanju spoljna politika, kada je u pitanju ekonomska politika, politika odbrane, socijalna politika, zaštita ljudskih prava, dakle razna druga pitanja koja ovaj dokument reguliše, naravno samo načelno kao nešto što bi trebalo bude krovni dokument, i to pokazuje da Srbiji suštinski nedostaje ono što mnogi govore već duže od 2 decenije, jedna jasna, definisana spoljno-politička strategija. Srbija i dalje na neki način luta između Moskve, Pekinga, pokatkad Evropske unije, pa nekad se pominju i Sjedinjene Američke Države, i to zapravo reflektuje tu konfuziju i mnoštvo različitih strategija koje usvaja i vlada Srbije, ali koje ne daju gotovo nikakve značajnije rezultate. U ovoj strategiji koju sam napomenuo, koja je usvojena 2019. godine, navode se, kada je u pitanju spoljna politika, opšti principi, poštovanje međunarodnog prava, opredeljeno Srbije za evropske integracije, ali paralelno se navodi i saradnja sa Ruskom federacijom. Dakle, postoji mnoštvo toga što je suprotno, da kažemo, što nije unutar sebe na neki način usaglašeno. Zbog toga se i nalazimo pred tim nekim stalnim lutanjima i pokušajima političkih elita da to usmere u onom pravcu kako zapravo samo njima odgovara, odnosno kako bi se određene aktivnosti iz ovoga svega proizilazile. Takođe, Srbija još uvek ne percipira realno ni vlastito evroatlantsko okruženje. Evo, videli smo u martu, krajem marta, i Severna Makedonija je ušla u NATO, deblokiran je proces ulaska Bosne i Hercegovine u NATO krajem prošle godine, zahvaljujući usvajanju programa reformi. Crna Gora je od sredine 2017. takođe članica, Albanija i Hrvatska od 2009. Susedna Rumunija i Bugarska mnogo ranije, Mađarska takođe. Dakle, još uvek nema tog nekog realnog uviđanja vlastitog geostrateškog i geopolitičkog okruženja, tako da se ova lutanja o kojima pričam na neki način nastavljaju. Dakle, nedostaje elementarni društveni konsenzus po ključnim pitanjima. Društvo je raspolućeno između objektivnog i dominantnog proruskog raspoloženja i nužnosti evropskih integracija. Dakle, Evropska unija se nekad percipira više kao nužnost, kao kako da kažem, nešto na što smo naterani, nego ono što jeste objektivno politički cilj ili što jeste težnja građana Srbije. Samim tim, kad nemamo dovoljno jasno definisan strateški nivo planiranja, iz toga proizilazi ni da taktički, ni operativni deo planiranja ili, da kažemo, delovanja nije zadovoljavajući. Zbog toga se nalazimo u jednoj prilično konfuznoj situaciji, generalno i u međunarodnim odnosima i u relacijama sa našim susedima i sa raznim drugim pitanjima. Dakle, Srbija je na neki način još uvek ostala, uslovno rečeno, predpolitička zajednica sa nedefinisanim elementarnim stvarima poput granice, poput relacija sa Kosovom. Dakle, od pitanja toga sve zavisi kako će se krenuti dalje. Dakle, nije samo, naravno, ni Srbija u tom kontekstu, mislim da je čitav Balkan, zapadni Balkan, itekako, da kažem, ovim pitanjem opterećen. Kako će se, dakle, dalje situacija razvijati? Evo, najavljuje se da bi u septembru ili oktobru krenuo taj drugi talas
pandemije COVID-19. Ako se sada po tumačenjima naših stručnjaka nalazimo na samom repu prvog talasa epidemije, nisam siguran koliko će i ovoga puta, da kažemo, zdravstveni sistem koji je imao podršku i sistema odbrane kada je u pitanju Srbija od marta do maja ove godine, jer Vojska Srbije je formirala određene centre gdje su bili smešteni zaraženi od COVID-a i tako dalje. Dakle, bila je jasna logistička podrška vojske. Sad nisam siguran ukoliko dođe do značajne progresije širenja, koliko će se to moći u nekom narednom periodu potencijalne mutacije samog virusa ili njegovog spajanja sa nekim drugim virusima poput virusa gripa, tradicionalnog virusa gripa, zapravo moći da se odgovori. Dakle, to je Srbija se, kao što sam rekao, nalazi pred nekim brojnim izazovima i pred brojnim problemima, a naravno i da ova pandemija samo dodatno doprinosi ovoj situaciji. Eto, ja bih toliko, pošto smo, čini mi se, i ovako malo odužili, Marijane, ako je problem. Hvala puno. Hvala, Драгане. Овде ќе продолжи во делот на погледите, особено од безбедносен аспект, од колегата Стефан Сурлич, каде се јавните политики, од оно што го спомена колегата Џукановиќ, што треба реално да се менува, дали ќе остане Србија на колосек помеѓу Москва и Брисел и што ќе се преземе во делот на промените на безбедносните системи и јавните политики во престојниот период. Поздрав, Стефане. Pozdrav, veliko hvala na prilici da vam se obratim i potrudit ću se po onom starom pravilu da pričam što kraće da bih zauvek ostao u srcima onih koji me slušaju. Prema tome, želim da naglasim nekoliko aspekata u domenu javne politike. Srbija se suočava s jednim ozbiljnim problemom sekuritizacije svih izazova i to je nešto što kontinuirano postoji. U proteklih 2-3 godine, naravno, neizostavna tema, kao što je profesor Đukanović rekao, jeste Kosovo i nerešen status i odnos između Beograda i Prištine. Međutim, ono što je suštinski problem u toj komunikaciji jeste što se odnosi dva naroda konstantno stavljaju u okvire bezbednosti. Ljudi koji analiziraju medije su procenili da je u toku samo prošle i pretprošle godine bilo na godišnjem nivou više od 200 puta pominjanja rata ili sukoba između Srba i Albanaca i to pitanje sekuritizacije iz medija u Srbiji se ne povlači i dalje kontinuirano sa naporima o dijalogu se provlači ideja nekog konflikta ili sukoba, što je zaista poražavajuće. Drugo, pandemija je pokazala da se vojska može koristiti u mnogo većoj meri u odnosu na ranije, međutim, kritike stručnjaka su na fonu toga da je bilo nepotrebno odmah na početku proglašenja vanrednog stanja i uopšte dovodilo se u pitanje da li je bilo potrebno vanredno stanje, a ne vanredna situacija, ali zbog čega je vojska morala da bude u neposrednoj blizini bolnica i drugih ustanova. Da li to govori pod jedan da smo zaista imali bezbednosni problem ili pod dva da li to govori da mi nemamo resurse za vanredne situacije nego da vojsku koristimo kao prvi resurs umesto poslednjeg resursa koji bi trebalo da pomogne u odbrani od vanrednih situacija. I treći aspekt, sekuritizacija, se provlači kroz sve ovo vreme pandemije, a to su migranti, izbeglice koji se nalaze na prostoru Srbije, gde je ponovo upotrebljena vojska i to je toliko slavodobitno pokazano u vreme predizborne kampanje, gde su pripadnici vojske išli da zaštite građane Šida od vandalizma migranata, čak je vojska nabavila i žilet žicu, međutim, kada su to saznali pripadnici
civilnog društva odmah su reagovali i rekli da je to nehumano postupanje i da se mora destigmatizovati migrantska populacija. Naravno, oni koji deluju protivzakonito treba da budu sankcionisani, ali nikako staviti znak jednakosti između migranata i kriminala, jer je to pogubno i naprosto nije humano, pogotovo u kontekstu u kome se nalazio srpski narod u periodu raspada Jugoslavije, gde imamo i tekako dobro iskustvo i sa izbeglicama i sa raseljenim licima. Međutim, i dalje određeni politički pokreti na sreću nisu na prethodnim izborima prošli cenzus, ali su opet imali zavidni rezultat. Znači, ako imate i 1-2% ljudi koji se zalažu da se treba obračunavati sa migrantima, onda imamo problem zaista sa narastajućim ekstremizmom i stoga je zaista pitanje na koji način će se država Srbija dalje odnositi prema pitanju migracija i da li će koristiti to kao resurs za novu sekuritizaciju pitanja i postaviti to na agendi odbrane nacionalnih interesa. Naprosto mi smo sada deo jednog globalnog trenda u kome dolazi do resuverenizacije, ali do pogrešnog tumačenja resuverenizacije, definišu se i spoljni i unutrašnji neprijatelji i to bez mehanizama kontrole, vladavine prava, aktivnog delovanja civilnog društva zaista može poprimiti ozbiljne autoritarne tendencije i to se prepoznaje ne samo u Srbiji nego i u regionu i šire. Mi naprosto imamo izlazak, jedan tihi, ali postepeni izlazak iz jednog i međunarodnog i kosmopolitskog konteksta gde se država i nacija stavljaju u prvi plan, ali sa jednim potpuno pogrešnim tumačenjem odbrane od imaginarnih, spoljašnjih i unutrašnjih neprijatelja. Ovo što ste takođe pitali, kako se to odražava na spoljno-političku poziciju, Srbije sada je u glavnom fokusu zapravo odnos između Beograda i Prištine i ovaj već izvesno otkazani sastanak u Vašingtonu. Lavrov je nedavno posetio Beograd i izneo nešto što je predstavljeno kao opasnost, bojazan koja je pred Srbijom, ništa nije konkretizovano, ali naprosto Rusija želi da izgradi već dobru utemeljenu ulogu nekoga ko štiti interese Srbije i koji dobronamerno, bratski i prijateljski želi da saopšti neku veliku istinu koju mi zapravo i ne znamo po pitanju međunarodnih odnosa. To jeste problematično zato što pitanje Kosova i normalizacije stavlja ponovo pod veo tajne, gde postajemo deo nekih različitih konspiracija i ovo što se poslednje desilo sa optužbom Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, dolazi baš iznenada i gotovo je neverovatno da se desilo slučajno baš uoči sastanka u Vašingtonu. S druge strane, Evropska unija normalizaciju i odnose između Beograda i Prištine vidi kao jedan dugoročni proces, ali ne samo zato što je svesna da je to ozbiljan problem pomirenja i razumevanja koji zahteva decenije, nego zato što nema jasnu perspektivu za ovaj region i zato što ne vidi ni Srbiju ni Kosovo da u punom kapacitetu nastave sa pristupnim pregovorima, do duše Srbija, a Kosovo da se otvori perspektiva eventualnog pregovaranja, potom i članstva u Evropskoj uniji. Na kraju tu su Sjedinjene Američke Države, gde se isto taj naš bilateralni odnos ne tumači ni u kontekstu bezbednosti, ni u kontekstu neke veće globalne slike, već kao jedan dodatni, ne toliko veliki, ali dodatni plus kako lično za Grenela, tako i za Trumpa u predsedničkoj kampanji. Kao što je nedavno jedan naš istaknuti istoričar rekao, nismo ni dovoljno veliki, ni dovoljno mali, interesantni smo po ovim
otvorenim bilateralnim pitanjima za globalne igrače da reaguju, da učestvuju, ali suštinski njihovi različiti interesi zapravo konstantno stvaraju jedan bezbednosni okvir koji je problematičan. Zato što kada ukrstite i interese Rusije, Kine i Evropske unije i Amerike, kada vidite da tu postoji sve veća konfrontacija, mimoilaženje i odsustvo nekog bazičnog konsenzusa kako treba pristupiti regionu, naravno da time sekuritizujete u potpunosti ovaj prostor i bilateralna pitanja gledate kroz prizmu globalnih interesa velikih sila, a ne kroz prizmu razumevanja, pomirenja i naravno da bilo kakva ekscesna situacija može biti inicijalna kapisla za neki novi konflikt ukoliko na unutrašnjem planu imamo medije i političare koji non stop pričaju o sukobu, ako na globalnom planu imamo takozvane medijatore koji zapravo nemaju interes da se taj problem reši, imamo onda samo Pandorinu kutiju koja traje i ovo već stvara jedno zasićenje na ovim prostorima, da li će se nešto konačno rešiti i da li ćemo izaći iz konstantne teme bezbednosti i sigurnosti za normalan i svakodnevni život ljudi koji žive na ovom prostoru. Hvala, toliko od mene. Ти благодарам, Стефане, за твоето излагање и анализата за вклучување тој патот кој ќе се одлучи да го оди официјален Белград, односно незината воена неутралност и како понатаму ќе продолжи со справувањето на кризата. Доколку имав заинтересирани студенти или други вклучени професори за вклучување во дискусијата, предлагам да се пријават, иако го одложивме денешната активност и дебата, но се разбира поради содржината и дискусијата која имавме во неа. Имаме две прашања до професорот Гоцевски, а тоа се однесува прашањето од Менде Моцановски, дали и како ја оценува работата на системот за управување со кризи, односно во кој правец треба да се одвива реформата на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Дали да се трансформира во една дирекција или пак да се обедини во едно Министерство за кризен менеджмент. И следното прашање до колегата Гоцевски, од еден од студентите овде кој се вклучи во дискусијата од Радован Спиридонов, дали корона кризата ги уназади либералните тенденции и современи демократи и колку драконските мерки и полицискиот час се мерки на хибридните режими, како што наведува Унгарија, Албанија и Србија. Тоа се две прашања до професорот Гоцевски. Го замолувам повторно да го вклучи микрофонот професорот Гоцевски и да одговори на овие две прашања, а во меѓувреме доколку има одредени други заинтересирани да се пријават. Повелете, професоре. Да, велам дека се слушаме сега. Да. Али се слушаме, Маријане? Во рете, да. По првото прашање јас имам произнесено веќе неколку пати, 2 или 3 пати јавно и пред малку кога зборував го на некој начин тангирав и тоа прашање, именно моето мислење е дека кај нас благодарение на тие проценки дека имаме концентрација на моќ кај некои единици на безбедносниот систем и ние направивме една повторна парциализација. Според мене тоа значи парциализација и на ресурсите, особено на човечките ресурси. Тоа вклучува и тоа што се случи околу Министерството за внатрешни, но исто и тоа што се случи во Министерството за одбрана. Моето мислење конкретно за управувањето со кризи и целата таа проблематика околу заштита и спасувањето има две решенија. Едното е тоа што колегата го спомнува, да се направи посебен орган, државен орган, министерство, но да речеме ние сме релативно мала држава, имаме многу министерства и мислам дека од политички аспект тоа потешко ќе оди. И затоа втората варијанта според мене е подобра, а тоа е целиот тој комплекс на заштита и спасување да се врати во рамките на едно министерство. Јас, пошто
долги години работев во Министерството за одбрана, значи пред тоа, пред да бидам министер, бев и министер во тоа министерство и сега мислам дека за Македонија да нема концентрација на многу служби и оддели во Министерството за внатрешни, пологично е тоа да биде во Министерството за одбрана. Министерството за одбрана би имало значи две структури, тоа едната е воената одбрана, втората е цивилната одбрана. Че воената одбрана преку армијата на Република Северна Македонија ќе си ги брка воените закани, додека овој дел на цивилната одбрана ќе ги вклучи сите овие, да речем, активности кои што одат кон заштита на животите на граѓаните, спасувањето, околу заштита на имотите и така културните вредности, историското наследство и така натаму како што е тоа дефинирано со законите. Значи, едната работа е таа, а второто, ако тоа се донесе, затоа јас пред малку реков за тоа мора да има некој консенсус на национално ниво, втората работа е со координацијата, значи законот за координирање на безбедноста заедница, вие тоа добро го знаете, тој закон дали е донесен и со вас сме разговарали дека тој закон не ги реши до крај сите проблеми околу координирање на безбедносната заедница, а тоа значи и обединување на ресурсите со кои што располага безбедносната заедница кај сите нејзини членки и понатаму околу превенцијата, значи раното преземање на мерки за превенција, рано предупредување и потоа, не дај Боже, кога се случат такви работи, за да може да се справуваме со нив. Значи, ефикасното справување е само во таа насока. Инаку, вака расцепкани структури, значи, не даваат, не можат да дадат колку луѓето да сакаат да се мотивирани, да сакаат да завршат работа, значи објективно и ресурсите од човечки до материјални до нивната позиција. Јас тоа стално го зборувам, бидејќи сум разговарал со, да речам, врвни луѓе кои се собственици на големи компании, мислам, на најголемите компании. Сега замислете вие да барате механизација, да речеме, за одредна елементарна непогода која чини 50-100 милиона евра. И сега, значи, бара директор на некоја дирекција. Значи, ја не велам дека тоа не е значајна позиција, но за човекот кој што стои, кој е собственик на оваа механизација, од него може да побара влада или евентуално министерство кое што за себе има и капацитет и моќ, а и можност материјално сето тоа да го покрие. За второто прашање беше околу Маријане, имаше уште едно прашање. Драконските мерки, полицискиот час, влијанието на либералните демократи. Така, бидејќи беше во политичката сфера, ама не го сратив доволно дали е само во политичката сфера или во делувањето околу кризата. Значи, во теоретска смисла, значи, коронавирусот, значи целиот комплекс на справување со неа, во принцип ја зајакнува не либералната теза, но ја зајакнува другата теза околу моќна држава. Значи, централистичко управување и моќна држава, вака речено по грубо. Од тука, сега, во зависност од тоа, кои се управувачките структури во одредени држави и какви мислења имаат тие и каква е нивната политичка провиниенција, така се и презимаат мерките и така општеството се насочува. Тој спомна неколку држави, еви колегата од Србија зборуваше за тоа, да речем на Балканот општо земено, ако земе да анализирате, ако исклучиме Грција, да речеме кај другите земји, кај сите вклучувајќи и Македонија, во принцип таа нотка е присутна дека треба се даде предност на, да речем, тој, ако може да се каже, државен интервенционизам на повисоко ниво, а да речеме демократските капацитети да бидат на, или либералниот модел или либералните концепти да бидат во втор план. И во принцип, по услови на криза се осеќа дека тоа така на некои сегменти се случува. Че има во зависност од мерките, од нивната тежина, од опфатот, вие имате, речам, загрозување на човековите права, колегата од Софија или колешката од Софија спомна прво правото на живот, правото на слобода на изразување, правото на движење, правото на работа и така натаму. Значи, сето тоа се става под одредени ограничени, да речам, режими и тоа води кон, да речеме, улабавување на позициите на либералните концепции во општеството. Морам да ви кажам дека јас не сум сигурен, да речам, и да дадам некоја оценка за тоа што е подобро. Но едно ми е јасно.
дека одењето кон зрела демократија, значи одењето кон парламентаризмот кој што во основа преовладува секаде во светот, тој е добар со тоа што делот кога општеството ќе се соочи со одредени безбедности, ризици и предизвици кои што се како елементарниот да речеме од поголеми размери, пандемија и така натаму, во тој дел затоа и на почеток тоа и вие добро го знаете, зборував дека мора да има прецизна регулатива, мора прецизни да бидат утврдени надлежности на сите органи, мора да има протоколи однапред направени и граѓаните да знаат според кои протоколи ќе се работи, се со цел да не се загрози демократијата како еден од виталните вредности на ова, ако може да се каже, нова современа концепција на општество. Ви благодарам, професоре Гоцевски, за одговорите на прашањата. Овде предлагам да привршиме и завршниот збор и обраќање да го има представникот на канцеларијата на Фондацијата Конрад Аденауер во нашата држава, госпоѓата Даниела Поповска. Повели, Даниела. Благодарам, Маријан. Финализиравме и следниот циклус онлайн сесии кои што ги организиравме во заедничка соработка со Факултетот за безбедност од Скопје, кои што се наши долгогодишни соработници. Нели, ова е значи една трилатерална иницијатива која што инициираше Факултетот за безбедност, по-конкретно професорот Маријан Ѓуровски. И иницијатива која што опфаќа експертски мислење и размена на искуства од 3 земји, Македонија, Србија и Бугарија. За сите овие неколку недели, значи во рамки на нашата иницијатива опфативме повеќе аспекти во однос на справувањето со пандемијата на COVID. Имавме размена на експертско мислење, анализи од представници од академската сфера од 3 земји. Имавме вклученост на експерти од 3 земји, имавме вклученост на представници од новинарската фела од 3 земји. Слушнавме и ставови од владени представници и носители на одлуки од Северна Македонија. И за сето това време имавме и голем интерес, значи како од експертската јавност, така и од студентите, од нашата мрежа на стипендисти, зашто ми е особено драго. Во периодот кој што следи тројца професори по секој од секоја земја по еден ќе работат на еден вид анализа, публикација кој што ќе биде всушност сублимат од сите забелешки, препораки кои што произлегува од овие 4 вебинари. И со нетрпение очекуваме еве и ние како фондација оваа публикација, бидејќи навистина се надеваме дека ќе даде свој придонес за земјите во регионот во насока на подобрување на кризниот менеджмент, во насока на зајакнување на соработката помеѓу земјите во регионот за надминување на вакви кризни ситуации, во насока на идентификување на хибридни закани, важни вести со кои што навистина се соочуваме. И секако ќе даде понатаму придонес во насока на носење на соодветни јавни политики, а се со цел поуспешно справување со последиците од пандемијата на COVID. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на учеството и поддршката на професорите и експертите од Македонија, од Србија и од Бугарија. Особено се заблагодарувам и на Факултетот за безбедност, кој што всушност беше главен поттикнувач на оваа иницијатива. Остануваме како фондација посветени на ваков тип на проекти. Пандемијата на COVID-19 е нешто со што мораме да научиме да живееме, па од тука, значи, разните аспекти на пандемијата секако дека ќе бидат од наш интерес и понатаму ќе продолжиме да се занимаваме со нив.
Се заблагодарувам уште еднашка на учеството, не би должала многу, ве повикувам сите да останете во контакти понатаму со фондацијата, да ги следите нашите објави и се радувам на понатамушната соработка и пред се на финалниот производ, односно анализата која што ќе произлезе. Благодарам. Благодарам, Даниела, благодарам на тебе лично и на фондацијата за континуираната поддршка на Факултетот за безбедност и сите наши иницијативи и ова и во изминатите неколку години и верувам дека ќе добиеме квалитетен производ, анализа која ќе ни прикаже како сме се справувале во Македонија, Северна Македонија, Бугарија и во Србија во делот на глобалната пандемија, но и пред се кои мерки и механизми треба да ги преземеме при промените на одредени јавни политики во безбедноста, надворешните односи, со цел да поттикнеме поголема регионална соработка и да си помогнеме самите на себе заради нужната потреба од подигнување на механизмите и не да се само мерките ги поттикнеме и да се развијат многу повеќе наспроти рестриктивноста и ограничувањето на движењето и затворените граници. Тоа е еден од механизмите, но доколку се подигне пред се и свеста и личната одговорност, но и потребата за заемна соработка, ние мислам дека ќе бидеме успешни и не ни преостанува ништо друго освен да ја победиме и оваа глобална пандемија. Благодарам на колешката Дронзина за континуираното учество во овој вебинар, на колегата Божилов кој се вклучи во последниот вебинар, колегата Драган Џукановиќ, колегата Стефан Сурлич кој неколку пати беа со нас и се разбира на студентите и професорите од Факултетот за безбедност кои континуирано учествуваа во дискусијата и не следа и секако стипендистите на фондацијата Конрад Аденауер. Особена благодарност на крајот и на денешниот воведничар, професорот Трајан Гоцевски. Ние со фондацијата Конрад Аденауер продолжуваме со заедничките активности и верувам дека овие онлайн активности преку различен тип на теми, меѓу кои и за короната, ќе ги продолжиме и до крајот на годината, но и да стискаме палци дека може и наскоро и да се видиме или во Скопје, или во Белград и во Софија. Многу здравје, срдечни поздрави и големи многу успеси вам и на вашите институции. Поздрав, секој добро.